театър всъщност? На професионален план, покрай тоа што сме пианисти и изведувачи, работим и како професори, наставници во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип. Предаваме пијано, како и предмети кои се поврзани со пијаното, како репетиција, ависта, камерна музика и исто така и корепетираме други состави од училиштето, каде што работиме веќе 5 години. Да, 5 години. Со 2016. Со оглед на успешно завршениот концертот пред некој ден во Домот на културата во Штип, дали помина еуфоријата? Мене уште не ми поминала еуфоријата. Значи уште сум под импресија од концертот. Мислам дека и Петар е исто така како мене. Мислам дека и уште сака и да свири. Може да се каже дека неочекувано концертот помина во најдобар ред и секогаш е истото чувство кој ќе заврши еден концерт, во овој случај проект. Секогаш сакаме уште да свириме, сакаме уште да настапуваме и тие 50 на минути, еден час што ги свиревме, некако ни се чинат цело време малку. Вие сте пианисти од Штип, каква музика поточно интерпретирате? Генерално интерпретираме строго класична музика и јас и Елена сме дипломирани пианисти на Универзитетот Гоце Делчев. Елена е магистер, јас сум со едно М. Генерално интерпретираме класична музика, откако сме како дуо, со различни епохи, да речеме од барокниот период, класика и во последно време се повеќе интерпретираме помодерни некои, како да ги кажам, дела, од импресионизмот дури македонска музика, која што се смета нели за музика на 20 век, па и 21. Кога постоите како дуо, се знаевте и од порано или можеби и заедно студиравте? Па се знаеме од многу одамна. Заедно започнавме кога се пишавме на магистерските студии од 2017 или 2018. Почнавме всушност како требаш да полагаме испит камерна музика и така всушност и почнавме да свириме заедно и потоа си продолживме си да настапуваме заедно. Сами ли ги избирате делата кои ги интерпретирате? Претежно сами ги одбираме делата, да. Колку што се разбирам од музика, речи си и ништо. Еден го води делото, а другиот е пратна. Зошто двајца на еден клавир? Па, дуото како форма, всушност на нас не беше најголема инспирација да почнеме заедно да свириме. И мислам дека е помалку застапено во однос на изведбата на класична музика на еден уметник или на еден пианист. И ќе се надоврзаме на претходното прашање, од таму некако и имавме желба да почнеме заедно да музицираме, иако не спои предметот по камерна музика, уште од мали нозе се занимаваме со музика професионално, како и со камерна музика имаме настапувано и со други дела. Меѓутоа мислам дека најубаво и за двајцата, најголем восхит ни даваше токму музиката за четирирачно пијано. Освен настапите во Македонија, дали сте настапували во други држави? Имаме настапувано во Милано, во Италија во 2019 година. Тој исто ни беше преку факултетот. Да, тоа е интересен надпревар на светско ниво, кој што се одржува секоја година во Милано, во организација на, не знам како се викаше точно, Società Humanitaria, значи се одржува секоја година и тоа е како покана на сите музички академии, до сите универзитети во целиот свет, каде што се представуваат врвни студенти, магистри, врвни инструменталисти, покрај пијаното се застапени другите инструменти, како и камерна музика. И имавме среќа таа година да не одберат од нашата академија, тогаш бевме под менторство на професор Ема Попивода.
и сметам дека успешно се представивме на една голема сцена како што е во Милано, во Италија. На наше големо разочарување имавме покана да настапиме во Рим, тоест имавме две покани да настапиме во Рим и минатата година и оваа година, но поради мерките кои се зададени на нашата држава во однос на ковид пандемијата нема да успееме да настапиме оваа година. Иако може ќе биде интересно за публиката да споменеме дека имаме напишано дело од наша позната професорка и композиторка Дарија Андовска, дело за четирирачно пијано посветено на дуо пијано Требојвик Ефремова, кое требаше да го изведеме токму во Рим да имаме светска премиера, но се надеваме дека наредната година ќе можеме да се представиме таму. Иако во план ни се уште неколку проекти каде што публиката ќе може за прв пат премиерно да го проследи циклусот од 3 става. Враќање, да. Кога настапувате во странство, вие на еден начин сте амбасадори на културата на собствената земја. Дали и така се чувствувате? Па да, чувството пред се е прекрасно, бидејќи представуваме својата држава. Свириме и пред се и македонски дела, чии светската публика може да запознае со дел од македонски автори. И мислам дека и за Петар исто, и за мене чувството е прекрасно да можеш да ја представиш својата музика надвор пред останатата светска публика. Дали тремата е поголема пред својата публика во Штип, во Македонија или пред странска публика? Да, тремата е најголема во Штип. Во Штип, да. Значи тремата е најголема. Кој дело ви представува предизвик за дуо изведба? Па, морам да кажам дека скоро 90% од делата што ги свириме пред се затоа што на нас ни се допаѓаат многу како звучат. И можам да кажам дека сите тие дела ни се голем предизвик. Можеби како прв најголем предизвик ни беше Равел. Да. Циклично дело, мојата мајка Гуска. Потоа можеби интерпретацијата на делото што веќе и не предпознаваат по Ливер Тангото од Пијацола во аранжман на сестрите Бунијатешвили. Сенсанс исто, значи многу дела кои покрај музички што можеби треба малце поголема спретност и технички се потешки за изведба. Следен предизвик ни е македонското дело на Дарија. Да. За крај кажете ми некоја интересна анекдота која ќе ја паметите за цела живот. Па во моментот не можам да се сетам на некоја анекдота, бидејќи секој наше патување, на секој наш концерт се случува да имаме некоја анекдота, дали од нас, дали од екипата која што патува со нас, дали од за време на концертот нешто, дали се случи последно на концерт во ми се чини во Куманово да ни летнат нотите. Значи концертот беше на отворено пред Домот на културата и ни летна нотите насред свирење. Можеби како анекдота да се спомене, но претежно анекдотите се коктел забавите после концертите. Се случува таму.